Radio Skopje. Dragi slušatelji, сега je točno 6 časot i 30 minuti. Do 7 časot emituvame klasična muzika. Јас сум Мацкио, лекар во Марио, иначе по потекло од Прилеп. А као прилепчарец мораш да имаш некој надимак, а иначе се викам Александар Бошковски. Као млад, некаде 13 годишнак, отидов во Скопје да учам средно медицинско. Јас не сакав да учам средно медицинско, бидејќи имав голем наклон према техниката и сакав да одев средно техничко машинското. А бидејќи една пријателка на мојата сестра ми рече дека шо ќе бидиш ти цел живот по црно, и јас си појдов дома со плачење и така моето запишување околу школото заврши. Случајно мајка ми појде тогаш во Скопје и имаше слободно место уште во средно медицинско училиште и ме запиша во средно медицинско училиште. Кога се врати мајка ми во Скопје ми рече: "Добро, рече синко, не сакаш да бидиш цел живот во црно, сега ќе ти биде целиот живот во бел, те запиша во средно медицинско училиште." И така јас 1949 година се запиша во средно медицинско училиште во Скопје. Добро. Како се добри? Шо ми кажи? Ајде. Ајде. Милка, притисокот е добар. Че мораш ти овие други лекои што ти се, ќе се ги пиеш. Се разбране? Разбране. Така. Ќе ги пишеме тука. После завршувањето на средно медицинско училиште во Скопје, по распоред на Министерството за здравје, ме распоредија во Кочани како раководител на хигиенската станица. Таму ние ја сузбиваме маларијата, вршеме вакцинации, вршеме санитарен надзор на прехранените артикли и се до тоа јас како едно дете од 17 години, кога и никош не се ни бричев и почнав во гости во Кочани да се бричам некаде, па после 2 години, разбираш, прв се забриков, морав да имам една голема одговорност во живот. После работење од 2-3 години таму по Кочани и Кочанско, и пробишти, Видица, Зрновци, сето тоа беше под Кочанско колија, се запишав на медицинскиот факултет во Скопје, каде и почнав моите студии понатаму као лекар. Првата работа како лекар ми беше во Гостивар. Тогаш немаше многу лекари и мораше уште првиот ден и да почнам и со новото дежурство. Ноќта кога почнав да дежурам, ми донесо еден човек во џип и требаше јас да констатирам дали треба да се пружи лекарска помош или требаше дали е човекот мртов. Ги зедов слушалките му и ставив на срце и гледам дека срцето му работи. Покушав пулсот да му го пипам и видов дека пулсот му работи. Уште еднаш ги зедов слушалките и гледам па срцето не работи. Во тој момент се чудев како може пулсот да му работи, а срцето да не му работи. Но најнаш ми текна дека тоа бев толку возбуден и дека тоа беше пулсот на моите прсти и јас го осеќав на болниот. Му кажав дека тој мртов и треба да се го носа во капелата. Потоа почна дежурството така да ноќта некаде околу 1 сато ми дојде едно дете во тешка состојба со конвулсии. Знаев дека треба да се дава фенобарбитон, али во моментот на дозата не може да се сетам, а тоа беше едини спас да детето остани понатаки во живот. Имаше со мене млада сестра Ита, не можеше да се сети баш на дозата,
на доза Тита не можеше да се сети. И јас во тој момент некако се сетив дека треба да се даде на третина од целата инекција и таа и му стави на детето и детето подхитно го пратиме за тето. Бидејќи детето поново не се врати во амбуланта, ја мислев дека и тоа дете е мртво. Некаде са балето, кога пред да ми заврши дежурството, ми јавија во породилно дека се родило едно ново дето. Тогаш си мислев каква среќа имам. Двајца мртви во една ноќ и само едно родено. Но после неколку дена дојде таткото на детето и јас мислев дека е дојдено за да му дам посмртница, но тој ми кажа дека детето е живо и треба да му дам лекови. Јас му ги пишав лековите и така тоа дете остана некако во живот. После долго време појдов во Гостивар, го сретнав истиот човек, но јас не можев да се сетев на него и ми рече дали се сеќаш на ова дете. Јас му реков прв пат го гледав, рече тоа е она дете што таа и таа ноќ му го спаси ти живот. Тогаш ние така починаме да работиме со доста знање, а со многу мало пракса, со многу мала рутина, али мораше да се работи, немаше многу лекари и ние така сами се снаоѓаме во праксата колку што можеме. Од Гостивар појдов да работам во Врапчиште и таму долго време не се задржив, така да некаде пред Дебарскиот земјотрес се запосли во Дебар. Бидејќи сите села не беа покриени со лекари, затоа морав да појдам на Бошко мост. Тоа беше осамена амбуланта, јас, сестрите и најблиските села беа некаде околу 4-5 километара, тоа беше Косоварци, бајните Косоварски. Таму останав некаде години, нешто така да целиот мој живот во таа Западна Македонија од 3-4 години заврши и се врати во Прилеп, се запосли во собрание како санитарен инспектор. Од тука ми понудија специализација или постдипломски студии, се одлучи на постдипломски студии и отидов во Загреб, каде ги заврши постдипломските студии по медицина на трудот. Кога се вратив назад, требаше да останам во собрание, него ми понудија на примамливо место да се запослам во Заводот за здравје и пушење во Институтот за културно Прилеп. Таму останам некаде 6-7 години, каде работеме како научни работи, испитуваме дејството на тутуно врз експериментални животи, вршев систематски преглед на тутунските работници во цела Македонија и по некој туки случај тоа се расформира и ми беше понудено место да работам во Прилеп по медицинскиот центар во одделението по медицина на трудот. Случајно, лекарот од Мариово беше на годишен одмор и мене ми понудија да го заменам еден месец. Бидејќи јас и по природа не можам да стом на едно место, така ми е нарало по-темпераментен, сум по-брз и појдов да го заменував, но Мариово мене некако ми се бендиса.
Тоа е еден голем простор, едно широко пространство, има 3-14 села, кои тие сите села требаше јас да ги прегледувам во 4 амбуланти и нормално да одам и по селата за хитни случаи. Тогаш Парио имаше некаде околу 5000 жители и работа имаше доста. Како тој терен е толку тежок, али мене од друга страна ми причинуваше посебно задоволство, затоа што бев слободен, никому не поднесував рачун, никој не ме ни бараше и така таа една лична слобода која ја осеќав ме тераше се појче и појче да останам на терен. Мислев дека ќе останам година-две, но тоа се одржа некаде 10-12 години до сега. Добро. Браво. Еве, уживам. Здраво. Здраво. Иначе добре, Е, Ти смиле? Арес, Добро. Нема грешка. се ќе биде, ќе дај Господ. А? Се ќе биде, ќе дај Господ. Мора. па за здравје чекаме вам. Убаво. Убаво да се помириме. Здравје, со добро, со среќа. Тука постои една голема група на луѓе, во главно тоа се пациентите кои лекаро, поготово лекаро го осеќа како нивни, му ги искажува сите маки не само во вид на болест, него и нивните проблеми, и нивната немаштија, и нивниот живот, така да тука меѓу мене и пациентите се осеќа една блискост, како да сме заедно растени, како да сме вечито заедно, како вечито дека треба да станеме заедно. Таков исповед некако се осеќа. Оди, абе, ваму, оде на црно. Ке стави таму, што ми добро. Продам се не може. Шо е доктор? Докторе, шо е готов имате? Што не е готов како? Те чека со царица, А? Немамо лек. Има некој што. Немамо. Со Александар Бошковски се запознавме во Гостивар во 1966 година есента. Тој како млад лекар, ентусијаст, желен за работа, често пати се сретнувавме по здравствените пунктови во Гостивар, во Врапчиште, во Србиново, Неготино, во Чегране. И ми остави убав печаток, како заинтересиран, вреден, пожртвован лекар, кој речиси 16 сати во 24 сати работеше непрекидно. Во амбулантата, во болницата, во дежурства, заменување на одсадни лекари и така цела година дури работе во Гостивар, беше во неподвижно, постојано движење, работење и ми остави многу добар печаток како
лекар од општа пракса, али со изванредни познавања и посебно многу пожртвуван и совестен лекар. Сега го иска. Јас бев како педијатар таму, тој како општ лекар, и во спомен на тоа време го посетивме во Мариово и го најдуваме со истиот телан и со истите така позитивни сваќања за здравството во најзафрлените беспаќа на Мариово. И поред тоа што ни остави многу убав печаток, меѓутоа ретко може да се сретне лекар кој што во овие гудори на Мариово да остане 8 години и по неговите зборови останува и понатаму. Мислам да е изузетна личност што многу ретко може да се сретни во денешните услови во Македонија или било каде во Југославија. Доктор Бошковски уште во тоа време со несебичен труд во така зафрлени крај, со изварена пожртвованост, идеше, седеше овде и ги лекуваше и население и деца, сето тоа. Се сеќам на еден момент доктор Бошковски кога беше реката дотечена црна и не можеше никој да се префали, и то со помош на војската тој се префали со чамец за да му укаже помош на тоа население кое што е оставено, одсечено фактички. Мариово беше, во тој момент, во тоа време беше и мостот однесен, на црна не може никако да се бе, со помош на војни чамеци, така и по ризик беше тоа на животот, префрлување. Тоа Мариово има многу и убави и спомени, и пријатни спомени, и тешки спомени, затоа што одењето од село в село, одењето по тие осамени села, кај што е лекарот сам, без никаква друга помош, и лекувањето на населението, децата кои што не може да ги упатиш и поголемите, тоа е многу одговорна и тешка работа. Кога ќе дојдеш во една ваква голема територија, стварно ретко наидуваш на места кај што можеш да свратиш, да се напиеш на чаша вода, макар и ракија или парче лед да касниш. Одека е кај мене секој туѓинец, секој патник, без обзир на вера, нација, без обзир на професија, има барем чаша вода, парче лед и чаша ракија, а некојаш и едно кафе. Тоа на некој начин па мене ми представува и задоволство, затоа тоа ми е па единиот начин што контактирам со светот, единиот начин да нешто видам, слушнам, разберам. И тие контакти со луѓето ме малце враќа некаде назад или ме тера малце напред во животот. Мојата работа се состои во две основни работи, со животот и со смртта. Макар да сум јас преголем оптимист и верувам и во едното и во другото, подеднакво верувам и во смртта и во животот, али многу е тешко некојаш да видиш на жива материја како преваѓа во мртва. А често пати си немоćен, поставуваш диагноза со еден апарат за притисок, со слушалки, ги нема рентген, немаш лабораторија и сето тоа не можеш обично да ставиш. Кога ќе видиш таа жива материја како преваѓа во мртва, тоа често пати како човек си поставуваш прашање дали овој човек може повеќе да му помогнам,
дали тој човек требаше понатаму да ги продолжи својот живот, своите планови или за секојаш останал да лежи во земјата. Така времето мини, така деноите ода, чекаш да дојде есен, мислиш дека зимата ќе биде позно, зимата иде пролет, па пролетта лето и така долги години остануваш тука сам, размислувајќи во своите мисли. Дали нешто си направил повеќе, дали си се потрудил како човек да помогнеш на овие луѓе, да даеш сам повеќе од себе, за да тие луѓе на некој начин, барем она последното што има во животот, го помина подобро, без болка и го продолжиш животот, макар па и еден ден. Осамена се дека се осеќа во зимниот период, кога се ноќите долги, кога немаше да се прави, немаш некој повик за некого да прегледаш, така остануваш сам и долго време размислуваш за својот живот, за се она што поминало, размислуваш дали општо некогаш исто си бил млад, дали си имал некои идеали, дали општо си го промашил животот, дали си стекнал она што треба да стекнеш како еден човек. Мислам дека овој пат што го поминав, дека кога уште еднаш би се родил, би сакал исто да биде, може со некои мали корекции. Би сакал да помага на луѓето, би сакал да... За мене работата е во преден план и секогаш работното време мора да почне во 7 сато и да заврши во 13 сато. Тоа исто да го барам од запослените кои работа со мене, макар да тие после 13 сато се слободни, а тек тогаш почина мојата работа по терените, по селата, за хитни случаеви, за домашни посети и слично. Добар ден. Здраво, што Сум прешарен. Добар. каде? Дај ме до куќе да се проседај. И си одвам. Биш во прешарни? Да. Ема ти се цело овде. Видов некој Бог. Кај? Добар ден. Како си, Надешка? Добра. Dobro, Што има? većina. Што ти е? Što mi je, ne znaš što mi je. Me boli tuka. Така. Od tuka seta me boli. Друго? Se. Кашлаш? Ne kašlam. Не кашлаш. Ne kašlam. Главата те боли? Glava me boli, raka me boli tuka, pritisnu već. Од притисок те баш. Pritis. Од кога така бе, Надешка? Odavno sam Odavno, već od aha. svega. Нешто имаш пиено, лекој? Likovi imam pijeno, kako nemam. Sad ne znaš ti. Ајде да видиме рака да малце за случаја да видиме. Со притисок, мислам добар ти беше притисокот, бе. Колку се сеќам јас. Pritisoko? А, Mi stalno imam kao, ама ја мислам дека последниот пат не беше лош. ne biš loše. А, More se koga še je loše tuka. ајде ќе видиме.
Слободно рака држи. Не плаши се, нема. Що се плашал до Ништо, гледај ти кај мене ваму да не плаши се. Добар, јас ти рекол добар е. Ама и прошлиот пат ти го мере добро. Од тоа лекоите имаш? Нема каца. А? Од лекоите имаш, викам? Нема. Имаш, ама и ко перде ночи е малце ти имаш. Ми се види, А? ми се Вака далеку? Гледам, Гледаш, далеку, вака да. гледам. По не слободно, са толку- ја? Не са толку. Малга не ти е малце пред? Немам така. Немаш малго, аха. А од притисокот е вака, кој да ме Ама добар е се. Ето ви добар велиш ти, јас шо знам. Пет дена припаѓам јас на Марио и на пациентите кои се таму, а останатите 2 дена во неделата припаѓам на својата фамилија. Ова е мојата фамилија, а ова ми е жената. Јас сум многу задоволна од бракот. Досега еве веќе 21 година како што сме заедно. Живеевме сложно и со свекарва. 14 години беше со нас, што мораше и мажов да оди подалеко од градот, да се одвои, за децава да се сложат. Имавме 4 деца, 3 чупиња и 1 машко. Така што с децава ги воспитувавме со добро и учеа сите со 5 беа. Мажов доваѓаше само еднаш неделно, ќе дојдеше во петок и ние сите го очекувавме со веселба. Највеќе од сите Машково го очекуваше бидејќи му беше како другар. Ние бевме сите женски и тој најповеќе очекуваше со джипот да го пречека таткото. И покрај тоа што работното место во медицинскиот центар во делението по медицина на трудот ми стои и можам да се вратам кога сакам во прилеп, ипак јас мислам до крајот на работниот век да останам во Марио како лекар да помагам на тие луѓе кои мислам дека му сум таму потребен. Тоа задоволство ми е посебно, поготово кога знам дека во фамилијата постои една хармонија и една сигурност, а тоа ми омогучува да јас своите работни задачи и онај тежок живот некако го поминам што подобро. Ајде да. На здравје.